ова издание. Утре средба Пендаровски-Макрон. Ке влијае ли да се промени одлуката за пристапни преговори со Европската Унија? Со лична карта низ цел Балкан. Иницијатива на лидерите од регионот. Што тоа ќе и донесе на државата? САД денес се сеќаваат на повеќе од 19 милиони ветерани кои служеле во армијата. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. САД денес го слават Денот на ветераните, одавајќи им почит на сите кои служеле во армијата. Председателот Доналд Трамп и првата дама Меланија присуствуваат на празничната парада во Њујорк, каде ќе положат и цвеќе. Подпредседателот на САД Мајк Пенс пак ќе присуствува на церемонија на националните гробишта во Арлингтон, Вирџинија. Во чест на повеќе од 19 милиони ветерани во САД, многу ресторани денес нудат бесплатни оброци за оние што и служеле на државата, како и за членови на нивните семејства. Председателот Доналд Трамп ги критикуваше сослушувањата за импичмент кои треба да почнат оваа недела, нарекувајќи ги срамни и нагласувајќи дека демократите ги блокираат сведоците, предложени од републиканците. Поранешниот советник за национална безбедност на САД Џон Болтон направил договор за издавање книга, изјавија представници на издавачката куќа кои биле запознаени со преговорите. Тие не објавија детали за содржината на книгата. Председателот Пендаровски утре се среќава со Макрон. Иако го смета за многу значен состанок, тој не очекува францускиот председател брзо да го промени неговиот став. Владимир Мирчевски за средбата. Северна Македонија нема алтернатива за евроинтеграциите. Според најавите тоа ќе биде пораката од македонскиот до францускиот председател. Емануел Макрон и Стево Пендаровски ќе се сретнат утре на маргините на Парискиот мировен форум. Состанок кој е прв на највисоко ниво поминато месечниот неуспех на врвот на Европската Унија да постигне договор за почеток на преговори за членство со земјава, токму поради отпорот на Макрон. Шефот на државата веќе најави дека Македонија е подготвена да продолжи на патот кон членство, независно по која методологија ќе се движи процесот, дали по актуелната или по нова што ја бара Париз. Иако се смета за многу значаен состанок, Пендаровски не очекува дека може многу брзо Макрон да се предомисли од својот став. Да сме на чисто, ние сме мала држава, имаме силни аргументи кои ќе бидат кажани на таа средба, меѓутоа да не одиме со преголеми очекувања, затоа што ве уверувам, ни Америка, ни Германија, никој никогаш не може да го убедува председателот на Франција. Не само ЕУ интеграцијата зависи од волјата на Париз. Франција со Шпанија и Холандија е една од трите земји кои се уште не го завршиле ратификувањето на пристапувањето на Северна Македонија во НАТО. За зачленувањето во алијансата, францускиот амбасадор, за разлика од ЕУ процесот, не гледа проблеми и уверува дека наскоро ќе биде заокружено во Националното собрание. Ратификацијата на НАТО протоколот е во тек и без проблеми би требало да финишира до крајот на годината. В среда во посета на Скопје доаѓа шефот на германската дипломатија, што е прва посета на висок представник на клучна земја членка на Унијата по разочарувањето во Брисел. Очекувањата се дека Хајко Маas спорача поддршка за евроинтеграциите, уверување дека местото на Македонија е во Унијата и барање да не запрат реформите. Процес што би молеснил на одредени членки пак да го реактуализираат прашањето за доделување датум за преговори во наредниот период. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Граѓаните да се движат низ целиот регион само со лична карта е едно од решенијата кои ги опфаќа иницијативата на лидерите на Западен Балкан, кој викендов се собра во Охрид. Мики Трајковски за ова. Создавање на слободен и единствен пазар, а не идеја за формирање на нова Југославија. Вака лидерите на земјите од Западен Балкан ја оценуваат иницијативата, која во јавноста е позната како мал Шенген. Од Охрид, каде што викендов се одржа втората средба по онаа во Нови Сад, беше порачано дека Балканот прераснува во фактор на европскиот континент, подобро место за живење и поразличен од тој кој што досега го знаевме. Се за да се предвидува 24 часовно работење на границите, заеднички царински и фитосанитарни контроли, движење на граѓаните само со лична карта во целиот регион, како и побрз проток на стоки, луѓе и капитал. Разработивме конкретен план како меѓусебно да ги признаеме дипломите, како можат странските и домашните инвеститори да имат во предвид една комплетна поширока понуда на квалификуван кадар од целиот овој регион. Сето тоа дефинитивно ќе донесе многу попримамлив живот пред се за нашите граѓани овде, но и ќе отвори една нова перспектива, едно ново поглавје.
Možda nama ovo... Може би ово некој ќе се обиде да ни го уништи, може би ќе ни пропадне, но ова секако ќе биде иднина. Тука нема никакви Југославии, туку има само подобар живот на нашите граѓани. Но и покрај се, на Балканот се уште има отворени пред се политички прашања, како што е она за Косово и неговата независност. Албанскиот претседател Рама повика и Косово да биде дел од оваа иницијатива, чии што власти пак одбија да биде дел од процес во кој, како што рекоа, се земји кои не ја признаваат нивната независност, како што се Србија и Босна и Херцеговина. Јас јавно кажав дека Србија треба да го признае Косово, но во меѓувреме се уште нерешувањето на ова прашање не е оправдание Косово да биде исклучено. Идејата не е да го поделиме Западен Балкан, туку треба да ги уфатиме сите земји од регионот. Добро е да бидеме заедно и да бидеме на ист стол. На Охридската средба беа присутни и председавачот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звиздич и министерката за економија на Црна Гора Драгица Секолик. Тие побараа време за консултации во сопствените држави дали би се приклучиле на оваа регионална иницијатива. Ова иницијатива не значи алтернатива на регионот на членството во Европската Унија. Напротив, на земјите од Западен Балкан ќе им донесе економска стабилност, развој, отстранување на сите бариери и препреки и креирање на пазар од 20 милиони луѓе, порачаа лидерите од средбата во Охрид. Тие не застануваат овде, напротив, на 21 декември во Драч, Албанија, ќе го одржат својот следен состанок. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. А дали истрагата за импичмент на Трамп им влијае на гласачите? Од прилогот на Кейн Фарабо. 20-годишниот Еван Карабас е директор за дигитални содржини во Републиканскиот коледж на Универзитетот на Висконсин во Медисон. Тој не гледа проблем во потекнувањето на Украина од председателот Доналд Трамп да го истражува политичкиот ривал. Самиот председател Зеленски од Украина кажа дека врз него не е вршен притисок. Затоа тој не поддржува импичмент. Мислам дека демократите стануваат очени, не се убедени дека ќе го поразат Трамп во 2020 и се обидуваат да го отповикаат во надеж дека тоа ќе потикне лош публицитет. Мислам дека импичментот постои со причина. Сега сме на таа точка. Бернард Рейнсворт од рурален Висконсин верува дека разговорот на Трамп со украинскиот председател е далеко од перфектен, како што вели председателот. Не му верувам и мислам дека е многу лабав во тие важни телефонски разговори. Во Висконсин, каде Трамп победи со тесно мнозинство во 2016-та, постапката за импичмент создава поделба меѓу гласачите во државата која двете партии ја сметаат за критична за освојување на Белата куќа во 2020-та. Во последните 3 председателски избори одлучи маргин од помалку од 1 процентен поен. Поделени сме речиси подеднакво. Чарлс Франклин го води истражувањето на Факултетот за право, Маркет, кое еднаш месечно го опипува пулсот на регистрираните гласачи во Висконсин. Сега гледаме повеќе опозиција на импичментот отколку поддршка. Мала е маргината, 46 наспроти 48. Поголема е маргината на оние против импичментот и отстранување од функцијата, 51 наспроти 40. Во однос на националните истражувања, овде има помалку поддршка за било која партија. Истражувањето на Франклин покажува дека поддршката или опонирањето се строго по партиска линија, но со независните е поинаква сликата. Во октомвриската анкета најдовме дека независните повеќе се против сослушувањата за импичмент, иако вообичаено независните главно не го поддржува председателот. Но исто така најдовме дека независните помалку се информирани за украинскиот телефонски разговор. Добро што истражуваат. Вилијам Клейтон поддржува импичмент, но признава дека е тешко да се води судски процес во Републикански сенат. Мислам дека нема да има доволно гласови да се острани и ќе треба да има избори за да биде поразен. Еван Карабас е подготвен да му помогне на председателот Трамп да победи. Неговата база е анимирана, тој собра рекордна сума пари. Не можам да се пожалам на тоа. Во сегашните анкети во Висконсин, Трамп заостанува зад потенцијалните демократски ривали. Благодарам на вниманието. Пријатно.